Почитувани граѓани, агонијата на лозарите е секојдневно се поголема. Владата е глува на нивните проблеми. Оваа влада намерно го уништува земјоделието. Ветуваа многу пред да допрат до власт, а сега не им се излегува од удобните фотелии и климатизираните канцеларии за да ја видат маката на лозарите. Денеска, ни следниот прилог кој ќе ви го презентираме, ќе ви увериме дека оваа ненародна власт не само што ги излажа лозарите кога беа во опозиција, туку и целосно го поценија нивното достоинство. Овој план за живот во Македонија, оваа програма која што е базирана на реални проекти, гарантира дека никогаш повеќе лозарите не треба да стравуваат за откупот на грозјето и за исплата на тешко заработените пари. Во планот за живот во Македонија, кој што е програма и на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери, лозарите и земјоделците ќе добијат најмногу. Како и во повеќето европски земји, оној момент кога ќе има вишок на неоткупено грозје, државата ќе интервенира преку специјално претходно предвиден финансиски фонд, кој што го има во оваа програма, а парите ќе ги насочи директно кон лозарите, затоа што владата има обврска да се грижи за своите граѓани. Владата на СДСМ и на коалиционите партнери ќе го работи токму тоа. Никогаш повеќе нема да дозволиме да се повтори берба како 2016 година. Тоа ќе биде минато за кавадарци и за овој регион. Ви давам збор и во собранието дека ќе се борам исклучиво за таа работа. Цената на грозјето ќе се знае неколку месеци пред откупот на грозјето. Цената мора да биде одредена во координација помеѓу лозарите, винарската визба, винарските визби и владата. Ако има несогласување во тој поглед, тогаш ќе интервенира владата преку фондот наменет специјално за лозарите, ама никој друг, лозарите и само за лозарите. Има ли потреба од дополнителен коментар? Се што кажа, за се излагаа. Моментално, штетите во земјоделието се огромни. Катастрофа се случува со секој земјоделски производ. Зоран Заев и СДСМ се цунами за македонското земјоделие. Ги прашуваме јавно, дали уништувањето на македонскиот земјоделец и на кавадаречките лозари е уште една ваша добро смислена антидржавна политика. Што ви сгрешиле овие намачени и напатени луѓе, па вие како власт на ваков бескруполозен начин вака да им се одмаздувате? Дали на лозарите се сеќавате само кога има избори, па затоа ги излагавте дека ќе го исплатите грозјето од минатите години, од винариите Стефани и Повардарие, дека ќе им го исплатите ветениот денар од ланската година? Каде се трговците кои ќе се тепаа кој да го откупел грозјето и на тој начин ќе се покачала цената? Дали знаете и дали ги имате видено цените на грозјето за сортата вранец, дека се за 2 до 3 денари пониски од минатата година? Дали владата е во координација со винариите за смислено да се намали цената на грозјето? Дали има договор меѓу владата и винариите на лозарите да им се скрати по 2 денари за килограм грозје, а владата да вети исплата повторно на 1 денар за килограм грозје, кој лозарите ќе го чекаат со години? Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН ги поддржува сите граѓани кои самоиницијативно и преку здруженија ќе се организираат преку разни иницијативи, протести и слично. На Република Македонија и се случи цунами, а цунамито има име СДСМ и Зоран Заев. После овој пустош што и се направи на државата економски и духовно, потребна ќе биде силна обнова. Таа обнова ќе ја направи владата на ВМРО ДПМН уште следната година.